Стојам сам и сега јас ти признавам дека без тебе не можам да живеам. Во кругот на блиски пријатели и колеги, дуото кое веќе 15 на години функционира на македонската естрада, вчера вечер го промовираа нивниот трет албум насловен "Уште еден ден". Посебно емотивно парче со потпис на Панчо и Андреј. Излезе CD-то, па останува вие да кажете рецензија. Ние го направивме, знаеме ние како го осеќаме кога го правивме. Останува на публиката и вас, новинари. Насловната тема на албумот е текст со посебна приказна и посвета. Па има за песната што носи името на албумот, "Уште еден ден", тоа е напишана за мајката на Панчо, која што прерано отиде од овој свет. И ја пее само Панчо и ми е многу мило, да речеме, што не знаеш како искаш и треба да се чуе и една од поемотивните песни на овој албум и затоа и решивме да го крстиме вака. Александар Ристевски принц, кој ги познава момците од ДНК уште од самите почетоци, ни откри еден податок. ДНК ги чувствувам баш као своја ДНК, бидејќи со Андреј работев со TNT, а со Панчо работев во OK Band. Кога се растурија, они се споја и мислеа како да се наречат и моја идеја беше ДНК да биде. И од самиот старт ДНК на ДНК работевме заедно. И знаеш како, кога пилињата кога треба да ги пуштиш сами да ловат после, бидејќи станале орли. И стварно супер ствари, имаат супер спотови. Панчо и Андреј заслугата за овој албум му е препишуваат на нивното помало братче, како што тие го нарекуваат. Лазар Цветковски на ова ќе каже. Па искрено, само што завршивме со албумот Срце во 2013, одма почнавме да работиме на нов материјал. Изваевме неколку песни што може публика да ги слушне. И веќе година и пол работиме, онака сум пресреќен денес, одвај чекам да заврши се ова, да го земам албумот, да пуштам у кола, знам дека сум завршил. Зашто стварно со многу љубов и чеев работевме на сите песни. Панчо и Андреј се лесни за работа, оние сакаат живот за ова и она се многу едноставно иде, многу е лесно да работиш со луѓе што се разбираш. А како студиска поддршка и човек кој го следел процесот на создавање на албумот е неговата сестра Магдалена Цветковска. Функционираат како трио, буквално. Некако се надополнуваат еден со друг. Тоа што му се свиѓа на Панчо и на Андреј обратно, па на брат ми трето, така да баш тој микс некако направи да овој албум звучи малце и поинаку, но многу добро според мене и мислам дека секој ќе си најде свој фаворит, значи своја песна. Како најава за тоа дека следи албумот ДНК, изработија и видео спот на песната "Стојам сам", која исто така се наоѓа на новиот албум. Стојам сам и сега признавам, дишам само кога јас те добирам. Денот доаѓа, понавика, барам насмевка и нежен допир твој. Главната улога во спотот ја има сопругата на Андреј, Наталија. Како се снајде во оваа улога? Во оваа улога многу тешко. Искрено ми беше многу напорно, ама како ви кажа, се за љубов. Нели мораше да се деси ова што се деси, да снимам спот заедно со Андреј и со Панчо. Бидејќи како што знае више јавноста, девојката што требаше да снимаме со мене откажа у последен момент. Али еве среќа имав прилика ја да снимам заедно со нив и освен што беше напорно, беше многу забавно искрено. Поширокото семејство на Панчо беше присутно на промоцијата. Каде беше малата Јана? Во моментов тетка му на Андреја го чува. Наку ми беше во план да ја донесеме. Планиравме и што ќе облечеме и се друго што иде. Ама ја ставивме, сепак многу е гласно за неја и она е премалечка за гужвава. Дека без колегите од естрадата не се може, потврда беше вчерашната промоција. Убави зборови до адреса на ДНК, токму од нив. Да, гледам дека тука се најдоа едни
две песни кои што јас ги знам до сега, повеќето не ги знам, али прва прилика во кула ќе го пуштам CD-то, да ги слушам, не се пропушта навистина, они се одлични дечки и прават одлична музика. Супер дечки, премногу се секогаш се трудат за музиката, тука се за неа, живеат за неа. И мислам дека упорната работа дојде и до овој албум. Песните им се квалитетни, им посакувам се најдобро со фидбекот на овој албум. Можам да кажам дека многу емотивен, различен албум, можеби не многу различен од претходните, но некако искрените приказни, посебно во текстовите на Панчо, се доловуваат нивните животи во изминатиот период. Значи, што им се случувало и на двајцата има, да кажам, во приватните животи промени нормално и позитивни и негативни, нели? На едниот му се роди дете, на другиот му се роди, веќе има 2 деца, но му се десија и некои нешта кои можеби му се им, да кажам, мотив за да ги напише ваквите емотивни, посебно, да кажам, раздразливи текстови, ќе имате прилика да ги чуете. На фановите, но и како што рече Панчо на седмата сила, останува да го преслушаат новото музичко парче и да дадат рецензија на она што тие го сработиле изминатите неколку години. Парче емоција преточено во музика, сместено на диск, уште еден ден со потпис на ДНК.